Почитувам подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е уште еден избор на уставен судија и секако и овој избор на некој начин, сакали или не, повторно ќе влезе во оние контраверзи. Од проста причина што на многу поназадна седница имавме поставена точка за избор на уставен судија, кој се уште е во процедура. Сите знаете, тоа е јавниот обвинител Јовевски. Меѓутоа, некако како тој избор да не и се допаѓа нити на власта, па се прескокна таа седница. И сега имаме нов предлог за судија, за уставен судија, кандидат Јадранка Дабовик Атанасовска. Уште на комисија зборував дека, за жал, сите избори на уставните судови ги следи контраверзија. Прво, ние како собрание не могнавме сили тоа што е во наш домен да го промениме, пред се да најдеме јасна процедура на кој начин собранието ќе бира уставни судии, понатаму да дефинираме тоа што е слабост во законот, што е истакнат правник и да возможиме на кандидатите во еден разумен временски период да се представат пред собранието со што ќе можат истите полесно да бидат оценувани, односно вреднувани од страна на пратениците. Иако декларативно, како и за многу работи, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија имаше афинитет овие работи да се подобрат, меѓутоа еве сме на крајот од мандатот и ниту една од овие работи не е подобрена. Значи, нити имаме представување на кандидатите, нити имаме дефинирање што е истакнат правник, нити имаме јасна процедура како се бират уставни судии. Процедурата беше прекршена и во делот на самото бирање затоа што едноставно станавме како интернет шоп и ќе се јавиш или некој ќе се јави во собранието, ќе речат тоа и толку. Ќе се јави некој ќе рече тој уставен судија и толку. Ова не го заслужува собранието, ова не го заслужува парламентарната демократија во Македонија, ова не го заслужува пред се граѓанинот на Република Македонија. Најмалку што можевме и во вакви околности е да обезбедевме представување на кандидатите барем од страна на пратениците. За едно место имаше 4 кандидати. Процедурата се прекрши со тоа што се јави некој од владата, директива, прв кандидат за кој изборувавме, гласа, готово завршена работа на комисија. Воопшто не ги ни спомнавме останатите кандидати кои беа предложени за оваа место. А сепак, ако ги погледнете имињата на тие кандидати, тоа се величини во правото. Професорот Саво Климовски, нема правник кој не го познава, нема готово граѓани кој разбира политика да не го познава. Понатаму Родна Живковска, Тодор Витларов, не кажавме ниту еден збор за овие кандидати. Ова е тоа демократско во нашата држава, дури и она кога можеме нешто да направиме добро и што не зависи од никој, ние не го правиме. Едноставно, немаме сила нити да дозволиме да ги представиме останатите кандидати. Ке се надоврзам, иако не е присутно во салата, еве нема да ја спомнам, една од моите колешки од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија рече: секој сериозен кандидат треба да ги исполнува овие услови како што ги исполнува професорката Јадранка Дабовик Атанасовска. Ова е признание на јавна сцена од пратеник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дека претходните кандидати кои ги протуркаа во ова собрание не исполнуваа тоа што треба да ги исполнува минимум еден уставен судија. Тоа е тоа што ние зборевме
дека се руши демократијата, дека не бираме адекватни личности во институции каде што треба да биде загарантирано уставноста на државата, уставноста на законите, каде што треба да имаме филтер, каде што се што е спротивно на уставот ќе падне на Уставниот суд. Таму, потврдувајќи оваа теза на претходната пратеничка од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија кој зборуваше на оваа тема, избравте судии под наводници истакнати правници, односно истакнати послушници. Тоа е тоа што ние работиме во собранието и на некој начин доведовме во ситуација само да допринесеме во крајно лошите состојби во судството. Судството има неверојатна мала доверба помеѓу граѓаните на Република Македонија. Мизерни 3%. Тоа не се ни членовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и тие не веруваат, ако ги претворите во статистика како бројка. Не верува во судството ниту Европската Унија, не верува ниту Холандија која инвестира во судството, не веруваат Соединетите Американски држави веќе во судството. Јасно ни е нотирано проблем во државата ви се судовите, затоа што покрај другото и тие шуруваат со криминалот и корупцијата во оваа држава. И јасна е таа олигарска спрега помеѓу власта, судиите, медиумите, некои од медиумите се извинувам, не сите, и големите мокници, онамога што се парите. Се е претворено во функција на државно, на организирано крадење, каде што дури и собранието носи закони за да се заткрие криминалот. Во такви околности, што и да направите, ако не ја сменете суштината на проблемот, вие ништо не сте сменени. Меѓутоа, ниту една заложба да се променат работите. Како и да е, пред нас е избор на уставен судија Јадранка Дабовик Анастасовска, Не е спорно дека професорката има припадност на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија или барем склоност кон истината, затоа што била советник во град Скопје од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Значи, јасни се линковите, нема независно судство, меѓутоа, барем ако не друго, на крајот, барем 1 милиметар го обеливте образот, понудите кандидат кој не е од редовите на истакнат правник, туку е професор, и барем за тоа не мора да дискутираме. Останува, кога веќе имаме пред нас универзитетски професор кој доаѓа од УКИМ, предизвикот пред професорката. Очигледно е дека ќе биде избрана, очигледно дека тоа треба да се направи до крај. Предизвикот е следен. Не знам, правев некоја математика, не сум сигурен дали ќе се врати на универзитетот или не, меѓутоа професор од ваков калибар секако и после работата во Уставниот суд сигурно ќе, ако не друго, напише неколку збора за тоа што го работи. Ќе остане предизвикот пред професорката затоа што е професорка на граѓанско право, каде во Република Македонија на сите места се кршат граѓанските права, со устав загарантирани. Ќе остане предизвикот пред професорката Дабовик и во однос на здравственото право. Работела почитуваната професорка и на оваа проблематика, еве сега ќе може одблиску од позиција на уставен судија да оцени колку се заштитени со устав за гарантираните права на граѓаните на Република Македонија на здравствена заштита, ако знаете дека овде ќе ви дојде министер и ќе ви рече за едни ќе има лек, за едни ќе нема лек. Знаете, нели, случајот со онкологија и јавното признание на тоа што ни се случува во здравството. Работела професорката и на други закони, денационализација и така натаму, и ќе биде интересно на крајот сето ова да го направи во една компаративна анализа што напишала во законите, како се спроведува во пракса и како делува сето тоа од аспект на Уставот на Република Македонија. Во секој случај, тоа е тоа што го работиме,
Работиме поразителен мандат за судството, но славен мандат за корупцијата и криминалот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ. Благодарам.